Судот нема да толерира одложување на рочиштата за двојното убиство на Вања Ѓорчевска и Панчо Жижовски. Судијата Ивица Стефановски, кој го води судскиот предмет, ќе му назначи адвокат по службена должност на Палевски или кој било друг обвинет, доколку бараат пролонгирање на судската расправа. Денешното рочиште се одложи поради отсуство на Јовица Страшевски, кој го брани првообвинетиот. Доставил медицинска документација од лекар дека пред 2 дена добил упат, а на судот му пратило и лекарски извештај вчера. Непосредно пред отпочнување на денешната расправа, бранителот Јовица Страшевски до судот достави барање за одлагање на расправата, бидејќи бил спречен да присуствува на истата заради здравствени причини, зашто во прилог достави медицинска документација. Судијата Стефановски рече дека ова е прво одлагање и дека судот ќе има разбирање, но нема да дозволи да се повтори бидејќи се работи за притворски предмет кој е во завршна фаза. Доколку се случи уште еднаш вакво нешто, ќе поставам бранител по службена должност. Според досегашната динамика на судењата, расправите требаше да завршат до крајот на месец мај, а веќе во јуни да може да се донесе пресуда. Одлагањето на рочиштата од која било причина може да го успорат процесот. Предметот за убиствата на Вања и Панча според бранителот на Боре Видевски, адвокатот Бојан Манев, треба да се врати или во фаза на истрага или да се одреди реконструкција со која би се разјасниле многу отворени прашања. По досега се кажаното, неминовна е потребата од реконструкција на настанот и неминовно е настанот да се врати во истрага од неколку причини. Првично, мора да се врати затоа што се почесто се споменуваат и други лица кои што не се ниту обвинети, ниту се учесници, ниту се на обвинителна купа, ниту се, а во исказите на обвинетите се спомнуваат. Судот на 23 и на 28 април планира да заврши сведочењето на Палевски, а потоа, како што кажа судијата, ќе ги разгледува и анализира исказите на сите обвинети. Има простори за дополнение на доказна постапка од обвинителството и одбраната, пошто ќе следуваат завршни зборови и првостепена пресуда.